дали ризикот од тероризам ќе се зголеми или ќе се намали во со членувањето во НАТО, односно кои други предизвици би можеле да ги видиме. Дајте да видиме ако е можно едно сценарио кое би можело да биде од другата страна. Се разбира, сите овие позитивни трендови ги очекуваме, тие ги видовме и во искуствата на земјите кои подоцна се приклучија кон НАТО, меѓу кои Република Хрватска, која има добри искуства. Меѓутоа, еве да видиме како би можело кон полошо да се движи, доколку се соочиме со некои предизвици. Како би изгледало тоа? Дали сме свесни, дали се постојат некои планови, односно превентиви, кои се однесуваат на тероризмот, кој е глобална појава? Upravo o preventivi govorimo. Nažalost, danas niko nije siguran niti zaštićen od terorističkih napada, ali upravo članstvo u jednoj takvoj alijansi vam daje mogućnost da napravite sve ono što možete da se unaprijed zaštitite. Da, niko vam ne može garantirati, vi ste 100% sigurni, ali možete imati neke informacije unaprijed, možete razmjenjivati informacije. To je ono s čime vi raspolažete kad ste članica, odnosno kad ste neko ko ide prema tom članstvu. Kažem, nažalost, nema 100% zaštite ni od čega, pa tako, nažalost, ni od terorizma. Ali i zbog same, ja bih rekla, samog osjećaja sigurnosti jednostavnije kad znate da ste u nekom širem društvu, da je neko uz vas, nego da ste sami. Опасноста од тероризам се зголеми експоненцијално во светот. И при тоа, ако ги гледате инцидентите, случаите, ќе видите дека се притисокот е и врз земји членки на НАТО, но далеку од тоа дека е само кај нив. Значи, глобален феномен, факт, според анализите и на НАТО, земјите членки, најголемите закани по безбедноста на членките се наоѓаат многу далеку од границите нивни. Но тоа истото се однесува ако ги погледнете терористички напади и во Африка и во Азија. Глобален е феноменот и членството во НАТО нема да не заштити од опасноста, но ќе не подготви за опасноста подобро. Македонија 20 и кусур години независна, имаше проблеми и ризици по нејзината безбедност, без да бидеме членка во НАТО. Членството во НАТО не ти дава карт бланш за решавање на сите проблеми, но ти ги развива побрзо капацитетите, ти дава шанса да разменуваш многу повеќе информации со други земји и во таа мрежа на размена на информации да превенираш евентуално напад. Неодамна имаше еден извештај кој што зборуваше за тоа колку терористички напади во Лондон се спречени со навремена информација. Нормално е дека големите центри ќе видат највеќе цел на терористички напад, можноста да добиеш медиумско експонирање, можноста за штета е најголема кај нив. Меѓутоа, единствениот начин кој велат дека им ја зголемил нивната резистентност е размената на информации прво внатре во државата, помеѓу институциите, а потоа и со НАТО земјите членки. Еден од плусевите, еден од аргументите кои што треба да го искористиме и за наше членство во НАТО е и фактот дека Македонија се наоѓа во еден регион низ кој минуваат канали врзани со екстремни идеологии, врзани со тероризам, и во тој дел информацијата вистински од наша страна може да биде плюс во дел на НАТО безбедност. Меѓутоа, битно е и нашите институции да се развијат. Владата на самиот почеток на нејзиниот мандат создаде едно ново тело, чија што главна цел ќе биде токму борба против ваквите ризици и подобрување на нашата комуникација и со НАТО, но и со Европската унија, каде што комуникацијата помеѓу НАТО и ЕУ е практично еден од приоритетите на генералниот секретар, но и на Европската комисија. Слушайте, ја следам, а и понешто учествувам во оваа наша голема, значи, одбраната од тероризам за земји како Македонија и не само како Македонија, зашто и Шекеринскиот право, се темели пред се врз добро разузнавање, размена на информации. Ја следам оваа дебата што се води веќе со месеци околу реформите на нашите тајна служба.
Изгубивме таа е центарот на таа информативна активност која би требало да не заштити од тоа. Ние целата дебата ја водиме со еден таков негативен набој, бидејќи излегуваме од време кога таа тајна служба беше злоупотребена за политички цели. Јас сум еден, како веројатно и пола сала овдека присутни, кој што има лукаво досие од таа тајна служба. Но ние не можеме да ја надминеме таа визура што ја имаме и да влеземе во вистинска, конструктивна дебата за реформите, затоа што се уште ја чувствуваме тие тајни служби како закана домашно. А уствари, нашата дебата која ни престои, која е многу посериозна, е како нив да ги реформираме од тука натаму. За ОТА потрошивме кај ќе стојат свичерите 4 месеци. Јас ги знам деталите од таа дебата, учествувам во тоа. Ние не сме ни почнале како што треба, законот треба до октомври да го усвоиме. Што правиме со реформата на тајните служби баш на ова ниво? Го имаме председателот кој има контрола врз разузнавачката служба, кој одбива да биде вклучен, барем одбива, веројатно неофицијално, ама тоа што јас го чувствувам и го знам, да биде вклучен во оваа потебелна реформа. Од друга страна, таа реформа ни е апсолутно еден од условите за понатамошно пред се и во НАТО, но и во Европска унија. И јас стварно апелирам да се ослободиме од тој, да се еманципираме од тој комплекс на тајна служба Мијалков, у кој што се користеа за да ме снимаат мене со жена ми, со не знам кој што правиме, и да почнат да се занимаваат со тоа што им е работа. Они се тука за да не заштитат од тероризам. Тоа јавноста мора да го свати. И реформите и мерките што се предлагаат имат прва таа цел. Второ, погледнете го Кумановскиот инцидент. Значи, во 2015 година, мај, кога беше Гошинце па Куманово. Фактот што Македонија е окружена со НАТО членки, иако во тоа време и Бугарија и Србија ги дигнаа безбедносните мерки на своите граници војни, но самиот тој факт што постои црвен телефон помеѓу Тирана, Атина, Софија, Приштина, па и Белград, овозможни да тој инцидент кој беше гнасен и за кој се очекува исто така темелна истрага со констатирање што таму се случи, да биде релаксиран од регионални компликации. Тоа да се случеше на почеток на 90-ти години ќе беше потполно друг контекст. Фактот што се случува 2015 со вака обкружен и избалансиран регион со НАТО, овозможни да тој инцидент ние го преживееме макар по висока цена. И тоа е она што треба да се знае кога се имаат предвид овој тип на предизвици. Македонија на неколку важни канали низ кои што се пренесуваат меѓу север и југ, меѓу западниот дел и ориенталниот дел на овој континент и на други континенти, се пренесуваат луѓе, оружја, се пренесуваат криминали, се прават со кои потоа се финансираат одредени работи. Знаете како апсат одредени граѓани по меѓународни аеродроми у светот за кои се констатира дека имаат македонски пасоши, а кои се вмешани во работи кои се случуваат во Ирак и во Афганистан. Така што нашето членство во НАТО е апсолутно многу битно и заради ова. Бидејќи вие ако таа закана терористичка не ја сопрете таму негде, кај што ја мислат, после тоа овдека тешко физичките обезбедувања можат, или со многу среќа, евентуално можат да заштитат некој кој може да биде цел на тоа. И тоа не е малку важно, но овој дел е многу поважен. Така што нема никаков спор дека тоа е една темелна вредност која што во ова време на глобален тероризам нас ни е неопходно. Додуше што е право, ние и тоа сега го правиме. Нашите служби, дури без разлика на кој е на власт, овдека секојаш имале флуентна соработка со Западот, но во таа соработка имало во тие канали и разни злоупотреби, кои што јавности не мора да ги знае, а потоа тие се рефлектирале врз одредени безбедности компликации. И затоа ни се неопходни овие реформи кои што треба да ги правиме, а сме занесени со дебати кои се не се најважни во целата дебата за реформите. Само една реченица во поддршка на ова што Ордановски го кажува. Пред известно време имавме официјален состанок со една важна земја членка на НАТО, која што го искористи состанокот за да се заблагодари многу директно за важни оперативни податоци кои што преку Македонија биле испратени, биле откриени и кои што спречиле реално активности кои што можеле да доведат до загрозување на безбедноста на земја членка на НАТО. Во овој момент Македонија толку колку што може придонесува кон зголемување на колективната безбедност. Но нашето членство во НАТО ќе значи дека и ние ќе имаме бенефит од информациите кои што пристигаат од сите земји членки на НАТО. Што значи нема само и да даваме информации, кои што туку без филтер, без селекција, ќе имаме пристап до сите информации кои што на крајот можат да значат зголемена безбедност во Македонија. Благодарам. Напусно само
Сакам да ја спојам темава, да не ја заборавиме темава, значи тероризмот како прашање што ни го постави, меѓутоа и темава што ни е НАТО генерално. Ние сме во мисија во Авганистан од 2002 година, а во Ирак од 2003 година. И во моментов уште имаме човек или неколку луѓе во Либан. Значи ние сме најпроблематичниот регион во светот, откај што може да ни дојде тероризам со религиозна основа. Не зборам за другите типови на тероризам. Ние до сега, фала Богу, не сме биле таргет. Затоа што не сме клучна држава во тие коалиции. Зашто ние ниту ги инспирираме војните на Блискиот Исток, ниту некого поддржуваме таму, ние сме едноставно невидливи. Ние сме многу мали за да бидеме таргет, затоа што учествуваме во мисија во која има 40 или 50 нации. Че јас се надам дека така ќе остане и понатаму, бидејќи никој не ја перцепира Македонија како држава која вели дај сега ќе одиме да видиме што прават тие палестинци и израелци таму до кога. И тоа нема никаква врска со членството во НАТО. Значи, утре да станеме членка на НАТО, полноправна, нема да бидеме поголем терористички таргет од колку што сме денеска, бидејќи ви кажам, 15-20 години сме таму, откако што доаѓаат тие проблеми, и самото членство по себе нема да значи ризик плюс, ризичен фактор плюс. Според мене, многу поголем проблем се повратниците, нашите луѓе од тука и од регионот и од Македонија кои одат во тие војни и се враќаат и може да направат таков проблем. И при тоа, ако направат проблем на враќањето, тоа ќе биде поради домашни мотиви. Не поради мотиви зашто сме ние во Авганистан и поддржуваме не знам колку. И тоа повторно нема врска со НАТО. Значи, овие што одат и се враќаат, при тоа сакам да кажам дека бројката на луѓе кои одат од Македонија таму, тоа исто хипертрофирана заради потребите на пропагандата на бившиот режим. Белгија има пер капита најмногу луѓе на тие војни. Македонија е на дното на таа листа, апсолутно на дното на таа листа, па дури ни Косово не е во првите 5 земји пер капита кои дава борци за тие војни, но секако тоа нема врска со членството во НАТО исто така. Тие луѓе би оделе, дали се платени, дали се индоктринирани, дали сакаат, не е битно, меѓутоа тоа кога ќе станете членка на НАТО нема повеќе луѓе да се борат и да прават поголеми проблеми кои ќе се враќаат. Ова што е добро во целата таа слика кога зборуваме за тероризам со религиозна база и бекграунд. Добро е за нас што ние живееме во регион, зборуваме за религиозно инспириран тероризам. Без да посочам посебна религија, меѓутоа контекстот е да мораме да спомнеме. Ние имаме добра работа сите овдека што живееме. Сите муслимани што живеат на Балкан. Заради историјата во бивша Југославија и она во Албанија која практично ја уби религијата. Ги има во новие подрачја најсекуларните муслимани во Европа, веројатно и пошироко. И тука тешко ќе најдете на масовна основа луѓе кои сакаат да го жртвуваат својот живот за да напакостат на, не знам, на власти или на држава која прави ваква или онаква политика. Тоа е добро. И мојата теза поврзана со првата била дека не апсолутно не спорам дека може да постојат и ќе постојат за жал индивидуални чинови, терористички чинови кои ќе бидат инспирирани тоа. Но помасовно следење на тие мотиви за да направи некој терористички нема да видиме. Не само во Македонија, туку во целиот Балкан.